Лошата царица што ја прати паштерка е в планина да ја загубат. Чита Александар Станојков. Не само сиромашките жени се лоши, и богатите, ами и цариците се лоши ако имаат паштерки. Еве, како оваа царица што била некојаш повтор при еден цар многу арен, што имала една најубава ќерка што ја викаат Звезда. Царицата имала една своја ќерка многу грда и неспасна. И ќерка е била втасана за мажење и паштерка е и таа била за мажење. Својата ќерка царицата ја променувала во најубаво алиште како некоја невеста со тие венци на глас, со тие джеваери и бесценети камења што да нема друга девојка како неа променета, а пак сирота Звезда била променета во најдолни алишта, не изчешлана, не измиена и се да биде засукана поли и ракај, та да ја работи на пустата маштеа за како од како да не биде полично од незината ќерка. Арно, ама арнио коњ и под лош мутав се познаа, а пак лошио и под нов мутав се познаа. Така бидејќи, многу стројници идеа за да ја сакаат Звезда за невеста, а не ќерка е. Голема мака му била на царицата, оти не му ја сакаат незината ќерка. Бре, што не и направи на сирота Звезда, бре, што не, секакви имења му извајала, само да не ја сакаат неа. Голема сев да имал еден царски син над Звезда да ја земи за невеста, а арно ама, клетата царица не ја давала и ја донесла работата да се тепаат двата цари со војската, татко е над Звезда и татко му на царскиот син. Таква проклета што била царицата, само и само да не може да се омажи Звезда, тоа нешто го правеше. При сите тие мачноти што ми правеше над Звезда, пак стројниците ката ден му идеа да ја сакаат. Најпосле, веќе не можеше да и трае и да ја гледа пред очи, и викна еден джелат при себе, таму ја даде сиротата Звезда да ја носи во некоја планина да ја загуби. И оти ќе ја загуби, нишан нешто да ја донеси. При се што му беше жал на джелото да не погуби Звезда, без никаков кабает, арно ама царицата заповедува, не можел збора назад да ја врати. Та ја зел една ноќ Звезда и ја однесол во некоја тешка планина кај што лесно луѓе не оделе. Звездо, ја рекол, знаеш за што сум те донесол овде, али не знаеш? Не знам, брате, му рекла со плач на очите. Кажи ми, зошто ме донесе? Те донесов по заповед на маштеа ти да те загубам овде и ниша нешто да ја однесам. Ете, за тоа сум те донесол. Аман, брате, немој не кади се да ме загубиш на мојава младост. На, пресечи ми малиов прс од левата рака и пресечи ми обите плетенки, да однеси на маштеа ми и речи, оти ме загуби, да остај ме овде, нека ми изеат звероите, а не ти да ми го бериш грео. Му се нажалило на джелото и не ја загубил, а ми е пресекол малиот прс и двете колциња, та му ја однесол на царицата. Кажала царицата на светот и пештерка е умрела и викнала еден тавџа да ја направи еден убав гроб од мермер плочи од арен по арен и го наместила до царските гробишта. И му пишувала на царот едно писмо да му каже оти умрела ќерка му и ја суредила многу убаво. Гроб ја направила се од мермер плочи како што треба за цареа ќерка. Многу е жалел царот Звезда оти умрела, арно, ама немаше што да чини. Од Бога дошло, нема како да стори. Останувајќи Звезда во таа пуста пустелија, шета целиот ден гладна и жедна, без да ја стрети некој звер и се стемнило. Тамам сонцето ќе слезеше зад планина, го испратила Звезда велејќи: сонце, брате, мило сонце, ти ќе одиш вечер при мајка ти да си вечераш и да си спиеш, ами јас сирота кај да се приберам која мајка си немам? Ах, мајче, оти умри и ме остаи при маштеа, да ме губи во оваа пустелија? Оди сирота и плачи низ планина, оди и плачи. Девојко, девојко, не плачи, јас врти се одесно и ела при мене. Слушајќи Звезда тие збори, се сврте одесно и виде една пештера, а во пештерата еден старец со бела брада. Влезе Звезда кај старецу и му рекла добро вечер и му бакнала рака. Што бараш, девојко, во оваа пустелија, што те донесол Госпо? Да ти кажам, златен дедо, му рекла, што сум дошла. Јас сум цареа ќерка, богата со татко, а сирота со мајка, имам лоша маштеа.
Од пуста завис ме прати во планинава да ме загуби со еден џелјат и се смири џелјатот да ме прости, само малиот прст ми го пресече, уште кај течи крв, па и колцењата да му ја однеси на маштеја ми. Ете, од тој себап сум дедо во оваа планина. Немој се, ќерко, секој е зло за добро, што прави Господ, луѓето не знаат, дури не го видат направеното со очи. Трај си ти, та до 3-4 дни ќе бидиш царица, а мајка ти ќе биде раскината пред твоите очи. Правината се тенчи, ќерко, и не се кини. Ај, подај ми од оние тревки што се онде да вечераме. Оти си била гладна цел ден. Зела од тревките и ставила да вечерат и по вечерата си легнале и си спале. 3 дни живеала при старецот Звезда и на третиот ден чуладни гласови од Загари, како кај што му го пресече џелјато прсто, заради ја надушија крвта од прсто што беше истекло, та се по крв иделе да дури до пештерата и таму застанеле да лаат оф. И не би час, Евети и тројца низами дошле и го виделе стариот од Звезда кај си седеле. Едно ја виделе Звезда на незината убајне и мрендисале, та еден од тројцата отрчал при царски син кај што седел на една чистина да чека нешто лов да отепа. Кога чул тоа нешто царскиот син, на големо чудо станал и на час отрчал да види каква девојка ќе биде. Кога дошол до пештера, го почестил стариот да влези внатре да се конуштисаат. Влегол царски син и, откога се конуштисале, ја прашал девојката како ја викаат и чија е, при се што ја познал ти таа Звезда што ја сакал толкова време. Јас сум ќерка на Филјан цар што се бие со Филјан цар, му рекла. И јас нема мајка, ми имам маштеја, та маштеја ми од завис ми испрати во планинава со еден џелјат да ме загуби. Арно, ама џелјато не ме загуби и ме остаи овде. Кога ја ислуша дотука царскиот син, веднаш беше рекол на име. Ти ли си Звездо што те сакав толкова време од татка ти не те даваше? Јас сум честити царе, му рекла. Ти си син на цара што се бие со татка? Јас сум уват Звездо, и ете како било късмет пак да се земиме и Дженго со татко ти да го заприме. Ела по мене да си одиме дома и да го радуваме татка и татко ти. Од кога му бакнала рака на старио, требало да е Господ тој старец, си се ватија за рака и отидува кај што беше му била кочијата, таа си се качија и си ошле дома. Кога ја виде царот и Звезда ја донесе син му, на големо чудо стана и голема радост беше сторил. Брго ја пуштиле на бања, ја измиле, ја промениле во најскапи јалишта. Од кај што беше толку убава и лична, се стори уште 100.000 пати поубава, асли за царица ја прилегало. Во истото време, прати син му од царој на книга до цара што се тепаат Дженг со татко е на Звезда, да се остаи од Дженгот и ќерка му Звезда е у него и, ако не верува, да дојди да види која ќе се венчаат. Дури да појди книгата, беше го ватиле жив царо и врзан беше го однесе при царо. Едно го видоа и на часо го одврзаат, а го вати царо за рака и го целива во образ. Фатениот цар се чуди, оти да го целиваат и толку братски да го пречекаат. А Ирлија да ни е свату радоста, а Ирлија и вековита. Ете, која да сака Господ пак да се сосватиме, при се што ти Бој отвори со мене за да не ми ја даш ќерка ти за сина ми. Царов се чуди. Која ќерка? Тие ја сакаат Звезда, а пак тој знајот и Звезда е умрена. Да, сврши лепа штерка му, па не верувал. Туку седи како замајан и се чуди на таа радост од цара што го фатил за јесер. Аман, честити царе, кажи ми, му рекол, која ќерка си ми ја посвршала ли по штерка ми? Дури да му кажи која ќерка, влегла Звезда при нив како некоја небесна звезда променета и со плачовен глас радост се пуштила, да си го прекрнала татко си и обесне раце му целивала и со жешти солзи му истопила. Знаејќи сиромаштиот царот и ќерка му е умрена, а сега се најде жива, од голема радост што му дојде, се замаја и одвај се свестита си ја бакна Звезда во челото и ја праша за се што историла маштеја ја. Звезда му кажала сето поред како ја маче и за ошто ја мачеа, дури ја прати со џелјето да ја загуби и како ја најде царев син.
Голема радост сторил таткојот и било од Бога здано, па да се наеде и да се вида. Се венча со царев син и курдиса свадба царска. По свадбата после станаа двајцата цари со самата царица Звезда и старата царица со големата бабија, таа отидоа кај татка на Звезда као на првиче. Од кога се отпочина и се повеселија, повикал царо еден ден целиот Мезлич и пред сите ја повика царицата, та ја праша за ќерка му Звезда што се стори. Ами нели ти пратив ти честити царевот и Звезда умре? Мош не арно, е рекол царо. Ја викни ми го Филјан Джелјат да го прашам нешто. Пратиле да го викаат и како да се сетио ти е јавила работата од Звезда. Дошол Джелјато и го прашал како знае за Звезда. Кога виде целиот Мезлич собран, некако се уплаши Джелјато и се скри, ама кажа правото. Браос му рече и голем бакшиш му даде. Кажи, честита царице прао, е рекол царо, а ако сакаш да те простам, ништо не знам од таа работа јас. Ја опули се во лицето на оваа невеста, да не би таа е Звезда? Кога се опули, вистина таа била и си кажа вистината како ја направила. Сега што сакаш, царице? Дали свеќе да ми светиш на трпеза, дали да те качам на 2 коња и после да те пуштам? На 2 коња да ме качиш, сакам и да ме простиш. Ја врзал со една нога на 2 коња и му удрил по еден камшик на коњите да ја растинал на 2 парчиња. Ете, кој што чини, ќе си најди.